уништиме. Зашто човекот му ја дава силата, а силата е Господова, а не наша или на било кој друг. Не е наше да судиме, туку да се споиме, да се љубиме, осветлуваме и да ги согледаме можностите, да се опчиниме со блажества и така да бидеме едно битие, да проникнуваме како што прорекнувале, а да не заборавиме, да ја вршиме Божијата волја, да правиме добри дела, широко е неговата милост и смелост. Господ секогаш говорил на свој начин. Преку него со тоа ни давал можност на сите опасности да делуваме, да ги спречиме. Сепак заслепеноста на човекот никогаш не погнала во вистината од стравот кон него, а не кон лошиот, тоест ѓаволот. Со векови ваквите настани биле атракција, а ретки се оние кои верувале на убавите и на оние зборови кои биле предупредувачки за лошите нешта или настани и ги споредувале со случајности и се заборавале. А зашто? Страв од Бога? Не. Страв од ѓаволот. Бог не говори, туку се чувствува, а оној кој повеќе го чувствува, нема потреба да страхува и да говори за она што го прима и го поттикнува да спојува човечка свест во светлина и продуховеност. Да ја развива илузијата на мракот? Не, него да ја сузбие, да развива законие на Творецот со 10 Божии заповеди и да се стремиме и запрашуваме во што се состои смисолот на животот. Постоиме за да живееме едно кратко време, да извлечеме од животот се што е можено и да умреме. Каде одиме? Дали можеме да очекуваме нешто повеќе отколку краток круг на раѓање, живење и смрт? Сепак имаме право да трагаме, да испитуваме, но никогаш да не забораваме дека Бог преку нешто или некого ни покажува каде, по кој пат да одиме. Јас верувам дека оно што го видовме малку ви допре до вашите срца и дека ова ќе натера да размислувате. Но сепак да не започнеме од ништото, него да започнеме од нештото. Сепак мораме да погледнеме и од страната на науката, на човечкиот свест, разум и мозок. Јас верувам дека таму и ќе допреме. Мене ќе ми биде драго и чест да ја представам нашата денешна гостинка. Се разбира, тоа е нашата гостинка која што мене ќе ми биде драго полека и постепено да ја представам. Билјана Печенкова, професор и доктор, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Скопје и Институтот за автоматика и системско инженерство. Предава 4 предмети на смерот: компјутерска техника, информатика и автоматика. Тоа не е малку, пред све. Деновите излегува од печатот и книгата, која што е напишана книга за собството. Научни и филозофски основи на свеста, на разумот. Мислам дека е така, не? И пред се уште да кажам дека последните 2 години учествува на 5 научни, се разбира, симпозиуми со излагање од областа на вештачката интелигенција и свеста, и тоа во Вашингтон, Москва, Белград и Берлин. Тоа не е мала работа. Благодарам. Добро дојдовте во нашето студио во емисијата Фактор Икс и јас се надевам дека се осеќате пријатно овдека. Да. Ќе преговориме малку околу онаа тематика, околу почетокот на научната гледна точка. Во последно време знаеме дека науката налага и во духовното, но пред да започнеме со вашиот наслов на вашата книга. Зашто таков наслов на таква книга? Благодарам. Да, насловот на книгата е навистина малку наобичен. Имено тоа е книга, а се вика книга. Јасно е дека книга е книга. Значи, очигледно е дека насловот содржи она што ние инженерите го нарекуваме редундантна информација, редунданса. Она што јас сакав со тоа книга за книгата, тоа книга за книгата беше замислено во онаа смисла во која што, да кажеме, Бог од Стариот Завет вели тој сум кој сум. Или зен монасите велат кога јадам, јадам, кога спијам, спијам, сакајќи да ја повратат свежината на сегашниот миг.
Имено оној кој што низ чистотијата на својата духовна практика, низ чистотијата на своите мисли и постапки го рафинирал својот карактер, се пробил низ илузорниот квалитет на световниот живот и дошол до вечното, тој секоја активност ја извршува во потполност совршено. Јадењето, спиењето, така во секојдневното, минливото го препознава вечното, апсолутното. Значи, ако јас во потполност се предадам на нешто, тогаш мене ме снемува. Друга причина зошто книгата има само референција во насловот, имено тоа е книга, се вика книга, беше токму тоа што сакав да ја нагласам самореференцијата во науката. Имено самореференцијата е еден базичен принцип, и тоа не само што е базичен принцип, туку ги покажува и самите граници на современата материјалистичка мисла. Така, например, самореференцијата ја сретнуваме во вештачката интелигенција и во роботиката преку законот на Гедел. Гедел, тоа е прочуен австријски математичар и логичар, кој го даде својот закон за некомплетност, односно, поедноставно, даде математичка потврда, математички доказ дека робот не може, да кажам едноставно, да одговори на вечното прашање кој сум јас. Поточно, законот вели вака: кога еден систем, формален, логички, математички систем, у крајна линија робот, ќе стане толку софистициран, толку сложен, што во него да може да се представат и судови за самиот него. Значи, кога ќе дојдеме до самореференцијата, систем за системот, математика за математиката, доказ за доказот, тогаш доаѓаме до нерешливи пропозиции. Имено тоа е слика на древниот парадокс на Епименидес, каде у првата премиса, нели, Епименидес вели сите кричани лажат, втората премиса е и Епименидес е кричанин, и на крај во заклучокот доаѓаме до самореференциска јамка, значи Епименидес лаже, значи тогаш лаже дека сите кричани лажат и така натаму. Значи штом дојдеме до самите граници, доаѓаме до математички невозможности. Во книгата, во истата оваа смисла, го давам и законот на Роджер Пенроуз, прочуен математичар, за невозможноста да се реши 10-тиот проблем на Хилберт, каде што исто така алгоритам треба да одлучи за алгоритми. Значи, повторна самореференција, повторно границите на науката. Имено Хилберт трагаше по конечни методи на расудување, односно по еден совршен математички систем кој што ќе биде во состојба да ја представи целината на светот. Тој сакаше да најде комплетен и конзистентен систем. Комплетен, тоа значи секоја вистина од надворешниот свет да биде презентабилна во системот, и конзистентен, се што ќе произведе системот да е вистина. Се докажува дека ова е невозможно. Понатаму самореференцијата ја сретнуваме и во квантната физика, преку спорот на Ајнштеин и Бор, преку парадоксот на Хју Еверет, во теоријата на релативност и во фракталната геометрија и во теоријата на хаосот. Веќе кога напоменувате за квантната физика, која е споеноста? Постои квантна епер, се вели тоа. Да. Дали тоа може да го објасните малку повеќе? Тоа е многу убаво прашање. Навистина, најсликовито границите на науката се огледуваат токму во квантната физика и во ЕПР експериментот кој што го споменавте. Имено тоа е прочуениот Ајнштеин-Подолски-Розен парадокс, кој што Ајнштеин го дефинира уште 1935 година. Имено Ајнштеин не ја криеше својата аверзија кон пробабилистичкиот карактер на квантната физика. Имено кон фактот што релациите во квантната физика, а тоа значи и пошироко во науката, се дадени не точно определено, детерминистички, туку преку нивните веројатности, пробабилистички. Така, например, една од базичните релации во квантната физика е Шредингеровата бранова равенка или прокси бранот, кој што дава една математичка надеж на потенцијални исходи кои што се уште не се оствариле.
Значи, состојбата на квантниот систем, состојбата на субатомската честичка е дадена преку алтернативи,